Вам? Да, супер. Денеска сме со Илина Арсова. Илина Арсова, ја знам од кога пројави пака мислам, не сеќам, можеби претходно, од кога пројави желба за да стане ски учител. Поправи ме ако грешам. Така некако? Мислам дека така беше на факултет. Значи, имаше лиценца за ски инструктор, асистент или така некако. Или? Да, сега не сум ја обновила. Ама имаш. Имам, да. Супер. Значи, мислам дека нема потреба посебно да представувам, сите имате вие што сте тука, инаку морам да кажам дека има повеќе присутни кај тебе отколку кај мене на час. Еве за мала мотивација, да знаеш. Или на ево светот на планинарење, трекинг, алпинизам и други активности кои што ќе ни ги каже. Ми е особена чест затоа што мислам дека може да добиеме сите информации од нејзиното искуство. Welcome, нели? Или на ево моментално во Америка на докторски студии. Преда мислам можеш да како сакаш да ме поздравиш или не, имам одменно прашање што всушност ќе биде твојата докторска тема или дисертација. Не се мутирав или ме слушаш? Ме слушаш, добра. Ме слушам, да. Мојата докторска тема ќе биде, значи, истражувам една посебна популација во Боливија и тоа се автохтони жени од Боливија кои се искачуваат на планините, на највисоките планини во Јужна Америка и во Боливија. И воедно при тоа се облечени во нивните традиционални фустани, значи тие не одат на планините облечени како сите други планинари во модерно време, туку одат облечени во своите традиционални носи. Тоа е една така интересен феномен, привлекува огромна внимание од медиумите токму заради тоа. И ме привлекува и мене да отпатувам таму минатата година, за да ги посетам и за да видам што се случува. И сега, значи, неодамна го имав и официјалниот состанок со мојата комисија, каде што таа тема ми беше одобрена да ја работам понатаму. Браво, супер. Кога ќе биде се комплет, ќе ни споделиш во меѓувреме. Тука сме за помош сите ако некако треба. Океј, мислам дека да, нема потреба да чекаме повеќе, Милина ќе ни се представи на кратко, имаш подиум твој, имаш слобода за скриншер, така да ја ќе си дозволам ако нешто сакам да те потпрашам. Значи да слободно можеш да упаднеш кога сакаш да потпрашаш или ако некој од студентите има прашање, нека пуштате емоджи или во сандаче порака ќе гледаме да го проверуваме тоа. Јас ќе го споделам екранот. Само да видам сега каде, пошто ми ова некако треба да е долу. Секунда. Да, зелено share screen. го гледам, да. И еве сме. Да, супер. Сега ова ќе биде вака некако. Го гледаме, нели? Одлично. Ќе зборувам денеска за тренинг наспроти одмор, односно мотивација наспроти дисциплина. Но пред се, чисто ќе се представам накратко за тие што ме знаат, за тие што не ме знаат, можеби да ќе кажам нешто малку за моето патешествие, за мојата приказна. Не дека се јас нешто ново ќе ви кажам што вие не го знаете, ама едноставно некои битни лекции што сум ги научила од планините, а при тоа ми се нашле и многу корисни во животот. Тоа би сакала да го споделам со вас. Ќе зборувам малку за сонување и визуализација, тоа е многу битен момент кога ги поставуваме целите. Тренинг и упорност, чувството на припадност е многу битно, мотивација наспроти дисциплина и долготрајни наспроти краткотрајни цели.
Кога зборувам за визуализација, значи го најдов овој цртеж во фиоката под криветот, неодамна, значи цртежот се вика планинарење, сум го нацртала на своји 13 години сега, да си ги открив одма годините, ама значи веројатно студентите не биле ни родени, ама јас сум го нацртала овој цртеж на 13 годишна возраст, без да имам воопшто поим дека тоа е олицетворение на мојот живот. Овде имаме брда и планини и лавини и јажиња и некој повреден и езерото со кајчето во позадина и овие тука извидници. Веројатно тоа биле моите почетоци кога одев на извидници, па била некоја тематска задача за да го нацртам овој цртаж, но верувајте, значи на таа возраст јас не сум имала воопшто поим дека тоа всушност ќе представува еден голем дел од мојот живот понатаму. Па затоа сакам и да почнам со исто, значи, уште една илустрација за тие што не ме знаат, значи мојата професија меѓу другото е ликовен уметник. Ова се мои цртежи и секогаш кажувам, не заборавете да санувате. Значи, се почнува од соништата, кога имаме големи цели, кога сакаме да имаме големи цели, се почнува од соништата. Сега, оваа слика тука што значи, уствари тоа сум малата јас на 5 годишна возраст, кога ние растевме, немавме некој како ги викаме тие рол модели. Немавме на кого да се огледаме, немаше многу. Јас секогаш сакав да летам, секогаш сакав авантура, секогаш сакав авантуристички спортови, но немав на кого да се огледам. Значи, единствената идолка што јас ја гледав беше супер жената од филмовите и од цртаните. И јас буквално на 5 годишна возраст ќе се заклучев во купатила, ќе се качев на машината за перење и сметав дека со голема концентрација и зен концентрација ќе успеам да полетам. И се джиткав, значи луѓе се джиткав од машината, скокав, се додека моите не слушнат дека се кршат работи наоколу и си ја мавам главата од радиаторот и не дојдат па да чукнат на вратата да проверат што се случува. Но ето така почнува се и сакав да летам и навистина летав понатаму, значи можеби и од таму се познаваме малку, Вук. Имав некои ефективни 10 години во параглајдерство, значи навистина почнав да летам, сега не летав како супер жената, ама летав со параглајдер. А фактот што ми се допаѓаше супер жената, пошто беше така беше мускулеста како прво, што не беше баш типично стереотипот за женска фигура и убавка така, ама најмногу ми се допаѓаше дека беше многу како се вика, помагаше на луѓето, одеше ги спасуваше и помагаше на луѓето. Значи таа емпатија мене многу ми се допадна и така јас ги создадов, така ги создадов своите вредности кон фигурата која мене ми била идол. И да, ете, тоа беше летањето. Ако ќе почнете да летате, ако ќе имате високи соништа и од друга перспектива го гледаме светот, го гледаме навистина од друга перспектива, како ни се отвараат нови перспективи, гледаме се подалеку. Навистина гледаме подалеку и хоризонтите ни се прошируваат. Така што, еве, можеби знаете, минатите години издадов и неколку книги, меѓу другото, значи, по цртежот кој што ви го покажав претходно, 25 години подоцна, излезе книгата, која исто така беше наречена, има наслов Планинарење. Каква коинциденција, нели, би рекле, бидејќи него има видено цртежот пред да издадам книгата. Издадов книгата, па после тоа го најдов цртежот и си викам 25 години подоцна. Дечки, во детството тоа што ни се крчка во главите не е случајно и ако го оставиме да тлее, ако го растеме, ако му даваме на значење, навистина тие соништа може да станат јаве. И некако, ете, дојдов до момент да ги откривам овие високи планини, тие да станат дел од мојот живот. Во книгата имам напишано, меѓу другото,
дека ако сакаме да го живееме сонот, за почеток треба да почнеме да сонуваме. Некогаш едноставно гледаме на другите и си викаме, блази си, значи како си го живееш животот. Не верувајте никогаш така, никогаш не можеме да судиме без да знаеме што другиот човек чувствува, не можеме да судиме по она што го гледаме на социјалните мрежи, но ако гледаме за себе си, треба да се запрашаме, окей, чекај, зашто, мислам, ако може таа да направи нешто, тогаш можам и јас, но што сакам јас да направам со себе? Мене ми е многу криво, еве, тука предавам веќе 2 години на студенти во Тенеси, на Универзитетот од Тенеси, во Ноксвил, и прекрасни млади луѓе, со секакви удобности, ја немаат таа искра во очите, знаете, не знаат што сакаат, едноставно не знаат што сакаат. И тоа е едно патешествие на самите со себе, за да се дојде, да се види што е она за кое што се будиме секој ден, што е она што ни дава, што не прави среќни секој ден. И сега, Браво, една од супер. работите, Супер, браво. една од работите е тоа чувство на припадност. Ви препорачувам кој сака да го погледне, има еден TED Talk од оваа жена Емили Есфахани Смит, тука што е на слайдот. И многу убаво зборува девојката на тоа што е среќа наспроти целта која му дава значење во животот. И вели, среќа е кога се чувствуваме добро во моментот. Но целта, односно она што му дава значење на животот, доаѓа од чувството на припадност, од служење кон нешто или некому повисоко од самите себе. Значи, тоа е една многу убава порака, дека наеднаш сваќаме дека не сме само задоволни да ги искачиме тие планини, не сме само задоволни да го направиме нештото заради тоа што било таа наша пасија, например, но сакаме да го споделиме, сакаме да ги научиме другите да го доживеат истото. Затоа што едноставно, ако ја споделуваме среќата наоколу, едноставно ќе создаваме поздрава и поубава средина околу нас, каде заедно може да растеме. Сега, тоа чувство на припадност е многу интересно, бидејќи чувството на припадност кон една земја, може да се долови преку едно мало знаменце кое што јас го носам секогаш во градите и ќе го покажам и ќе се сликам со него на врвот, за да си го покажам своето чувство на припадност кон својата земја, но чувство на припадност може да имаме и кон својата заедница. И не секогаш е лесно. Ако, еве, во мојот случај, јас бев прва жена од Македонија да се бави со некој од овие работи, да ги достигне работите на тоа ниво на кое што сум била. Значи, моето чувство на припадност беше многу ограничено, затоа што јас немав некоја заедница. Ако одам ја да се качувам со мажите планинари и они ми викаат, ајде сега ќе се тркаме на врвот. Не, значи, јас не сакам да се тркам со тебе, јас сум уметник, јас уживам, јас ќе ги искачам сите планини, можеби и побрзо, на долга стаза, но моето патешествие кон врвот не е да се тркам со никого. И едноставно, кога сме малку различни, кога имаме поразличен пристап во животот, кон работите, некогаш е предизвик да се најде тоа чувство на припадност. Кому припаѓаме и како припаѓаме. И сега една од битните работи е да се научиме да си припаѓаме на себе си. Значи, првото нешто е да се прифатиме себе си и да го најдеме чувството на припадност кон себе си. На оваа слика мене моите студенти ме прашуваат колку дигам на бенч, колку дигам во сала. Јас луѓе, значи, во живот не сум дигала тегови. Не сум дигала тегови. На сите им кажувам, мускулите доаѓаат од работа. Работете во двор, низ градина, низ куќа, како Брусли. Со четка, со фарбање, качување очигледно е мојот спорт, кој што, нели, има во голема мера импакт врз горниот дел на телото и на силата, но поентата е дека јас се срамев од моето тело. Јас се срамев да облечам мајчка на прерамки, затоа што ќе излезам во град и сите ми викаат, вежбаш? Значи, прво тие сексистички критики, секогаш се гледа тој изглед кој што некако не припаѓа во таа социјална норма на што значи женственост, да речеме, на Балканот. И мене ми требаше време, значи, прво
да прифатам дека ако сакам да се бавам со работите кои што се бавам, тогаш можеби ќе изгледам поинаку и не секогаш ние мора да, нели? Не секогаш ние мора да влеземе во тој калап кој што социјалната норма ни го наметнува. И различноста е во ред. Значи мора да го прифатиме тоа и многу помага кога ќе го прифатиме тоа, не само да се прифатиме себе си такви какви што сме, но да прифатиме дека едноставно не мораме сите да одиме по истиот пат. Можеби затоа што имаме различни дестинации, а можеби затоа што имаме иста дестинација, но еден сака да оди по скратено патче нагоре на водно, друг сака да оди по широкиот пат. И сето тоа е во ред. Значи во ред е да ги прифатиме различностите и во ред е да се прифатиме себе си, дури ако сме различни. Супер. И сега планините, значи, навистина ми дале многу и сакам малку да им оддадам почит за тоа. Дури и ете имав и едно интервју за ESPN неодамна, па пред некоја година. Но она што сакам да го кажам овде е дека јас речеме никогаш не сум била добро да ги добра во тоа да ги документирам во работите. Како една порака, значи што и да правите, сите вие сте некако се занимавате со спорт, дали сте активни атлети, дали ќе се занимавате со спортски менеджмент, некако ќе бидете инволвирани. Репрезентацијата на медиумите е многу битна во нашето поле и благодарение на оваа фотка што некој ја направил од мене за време на едно од моите искачувања, јас добив интервју во ESPN. Ако немав добри фотки, значи немаше што да објават тие за мене. Сакам да ви кажам дека визуелната репрезентација е многу битна. Документирајте ги активностите што ги правите, бидејќи јас си учев од сопствените грешки и едноставно сакам да го споделам тоа дека е многу битно. Инаку наследнава на оваа деснова слика се гледа е снимена во Кумбу глечерот на Монте Еверест и се гледа дека јас сум тука насмејана. Значи тоа е мојата комфорт зона. Јас одам тука, преминувам преку глечери, во секој момент може да пропаднеш во провалија, но јас сум тука насмејана, тоа е мојата комфорт зона. Па од таму значи потекна и желбата не само да го искачам Монте Еверест, очигледно значи мојот сон кога скокав од машината, не значително, значи тоа се однесуваше дека еден ден сакам да се искачам на врвот на светот, но едноставно тие соништа дотолку пораснаа што во еден момент си реков, окей, па чекај, ако во Македонија нема жена која се искачала на Монте Еверест, тогаш некој треба тоа да го направи. И ако некој треба тоа да го направи, зошто да не бидам јас? Значи јас си ја најдов таа целта и значењето позади оваа 9-годишна мисија. Покрај идејата и желбата да испишам историја за женското планинарство. Значи, никогаш јас не сум била премногу компетитивна во другите спортови да се натпреварувам со други луѓе, но кога доаѓа до планинарење, кога знаеме дека самите со себе се надпреваруваме. Едноставно можеме да ги потурнеме нашите собствени граници кои до нема каде знаат да одат кога навистина ќе се посветиме. Тоа беше мојот предизвик. И сега зашто велам значи 9-годишна мисија, затоа што не застана све со Монте Еверест кој го искачев во 2013 година, туку кога се искачев на Монте Еверест сватив дека речиси сум на пола пат да ги завршам и останатите од предизвикот Seven Summits или 7 врвови на 7 континенти. Па затоа продолжив со искачувањето и еве, значи Aconcagua, која е највисокиот врв на Јужна Америка, го искаче во 2011 година. Еве малку географија тука може да учиме. Може и да ве потпрашам дали знаете кои се 7 врвови, каде се наоѓаат. Ова ќе биде интересно ако влеземе со прашање. Например, да, мислам бај посебно Мон Блан. Ајде пробаме, не знам ако сакаш, кој е највисок врв во Европа, например. Значи, овде имаме повеќе од 7 точки. Овде имаме повеќе од 7 точки. Сега мене ме интересира дали некој знае зошто и дали знаеме кои се овие врвови. Дали сме запознати со географијата.
Јас ке молчам. Највисок врв колешки на Европа, дечки. На слободно, европски континент највисок врв. Нема никој во чет, нели? Колку што можам да видам. Да, ја го заборавам четот, ама нема. Ако некој сака, може и преку чет слободно ќе го гледам јас. Добро, значи, да, имаме највисокиот врв на северноамериканскиот континент е Денали или Мекинли, и тоа беше воедно и најтешката планина за искачување за мене. Аконкагва на Јужна Америка, се наоѓа во Аргентина. Сега за Западна Европа го имаме Мунблан како највисок врв на Алпите, но на географски земено на целиот европски континент, највисокиот врв се наоѓа во Русија, се вика Елбрус и е висок 5642 метри. Килиманџаро е највисок врв на Африка, Еверест е највисок врв на Азија и во едно, нели, на светот. Сега овде имаме исто така два. Тоа е една листа која беше апдейтувана некаде во на крајот на 90-тите години, додека Козиоско беше земен како највисок врв на Австралија. Рейнхолд Меснер, првиот човек кој ги искачи сите 14 8.000-арници на Хималаите, го предложи врвот Пунџак Џаја како највисок на континентална Австралија и Океанија, кој е исто така и потежок и поинтересен за искачување, додека пак Козиоско е на вистина една прошетка. Мислам дека планината е речиси поплочена до самиот врв и само 2000 метри е висока, значи не знам како до Црипашина, например, искачување, но поплочено по патека. Браво. Така што, да, затоа, значи, јас го земав врвот Пунџак Џаја во моето искачување, како поинтересен и помалку луѓе во светот ги има направено 7 врвови, вклучувајќи го врвот Пунџак Џаја или Карстната пирамида, која се наоѓа во Западна Папуа во Индонезија. Сега тоа се траеше малку подолго отколку што јас можев да планирам. Значи јас си мислев, ајде ќе качувам по една планина во годината, затоа што секако како сите други луѓе имав и друга нормална, имав и друга работа. Но тоа зема малце повеќе отколку што планирав. И тоа е во ред. И тоа е некогаш во ред. Значи не секогаш оди по план. Но добро е да оди. И сега сигурно ве интересира, за тие што сте тука, сигурно ве интересира како изгледа искачувањето на Монт Еверест. Повторно ќе се навратам на машината за перење и скокањето во купатилото, значи едноставно верувајте дека се што ќе се замислите еден ден може навистина да стане јаве. И тоа не е од денес за утре, значи години во меѓувреме поминале од тренинг, навистина, значи тренинг, кардио тренинг, ментален тренинг, психолошки тренинг за издржливост и сето тоа малце ќе се задржам и на тоа, за да едноставно во 2013 година јас си речам дека сум спремна за да се приклучам и на експедиција и да одам да се искачувам на Монт Еверест. Оваа плавата линија што ја гледаме на сликата ја покажува патеката која води до врвот. И сега сакам да ве прашам што мислите колку тоа искачување трае? Дали некој има идеја колку трае тоа искачување? Вака гледаме една голема планина, тука пред нас ќе ви кажам, значи дека базниот камп не е ни на сликава, базниот камп е некаде во дното на екранот кој не се гледа веќе. И колку мислите дека трае едно вакво искачување? Планината е висока. Овдека имаме грешна овдека имаме 8850 метри, 8848 метри, би рекле повеќето извори, но дали имаме одговор што мислите колку трае едно искачување? Ако не пишете ништо, ќе барам да ги уклучите камерите. Веројатно 3-4 недели со се прилагодување на базните кампови. Добро, блиску. Дали имаме и друг одговор? И јас го мислам истото. Од 30 до 45 дена аклиматизација.
Добро, и тука доаѓаме поблиску и поблиску, значи ќе ви кажам дека се 2 месеци. Од Скопје назад до Скопје се вкупно 2 месеци, од кои 53 дена сме на висина над 3000 метри. Зошто зема толку многу? Значи само да стигнеме до базниот камп се околу 2 недели со аклиматизацијата која и самите ја спомнавте, значи нема да објаснувам многу за тоа, но како понатаму, значи навистина мора постепено да се уди, да се пристапува кон високиот дел, кон повисоките делови на планината, токму поради реткиот кислород кој на 8000 метри веќе на камп 4 на 8000 метри е само 30% од оној кој го дишеме на нормално или на морско ниво, на оној на кој сме навикнати во Скопје. Смеам јас да прашам, 2 недели е од Скопје до комплетно до базниот камп или како оди? Значи во тие 2 месеци го земам и патувањето. Слетувам од моментот кога ќе слетам, значи експедицијата поаѓа од Катманду, главниот дел на Непал, главниот град на Непал, од каде што поаѓаме со мало авионче и слетуваме на висинскиот аеродром Лукла, кој се наоѓа на 2600 метри. Истиот ден почнуваме да пешачиме и од тука јас ги рачунам тие 53 дена на висина над 3000 метри. Значи во тие 53 дена, околу 2 недели ни зема да стигнеме до базниот камп. И после тоа, како? 2 недели. Мисля дека се за неколку дена е во прашање. Не знам дека е 2 недели. Да, сега ќе ви кажам зошто. Бидејќи, значи класичната аклиматизација можеш ти да дојдеш на базниот камп за помалку од 2 недели. Но, што се случува после? Ако ти не можеш убаво да спиеш, ако ти не си добро аклиматизиран кога ќе стигнеш на базниот камп, тебе следниот дел од експедицијата ќе ти биде малку потежок. Луѓето не знам дали до мене ме слушате или назад на базен камп. Одат до камп 2, па се враќаат назад на базен камп. Па одат до камп 2 и до камп 3, па пак се враќаат назад на базен камп. Тоа се веќе 6 ротации. Ние за да избегнеме тоа имавме поинаква стратегија. Значи патот до базниот камп го направивме да биде подолг, искачувавме многу други патеки, многу други планини по пат, за да, например, една од планините кои ја искачив тогаш за време на аклиматизацијата беше оваа. Ова е Гокјори на 5350 метри, а одовде многу убаво се гледаше Монт Еверест. Значи за мене како визуелен уметник, визуализацијата со целта е многу битна и јас секогаш одбирам патишта на кои што ќе можам јас да воспоставам некаква визуализација со мојата цел. И замислете, еве ако сте во трчање, например, ако сте во атлетичарски спортови или во маратонски, полесно е можеби да го гледаме дрвото и ќе си кажеме, окей, сега јас ќе трчам до тоа дрво. Но кога не ја гледаме целта, е малку потешко да се создаде таа комуникација и да ја одржуваме таа наша внатрешна мотивација кон целта, доколку не ја гледаме целта. Затоа, значи, ние кружевме одоколу за да стигнеме до базниот камп, за од повеќе страни да ја видиме планината, при тоа стигнуваме на базниот камп веќе аклиматизирани и нашата ротација на повисоките делови од планината, низ Кумбу глечерот, беше само 2 пати. Значи, си скачивме на камп 1, оттаму се скачивме до камп 2. Зошто ги правиме тие ротации? Значи, земаме дел од опремата, ја оставаме на горните кампови, значи облеката која што ни треба за базен камп, облеката која што ќе ми биде потребна за високите делови од планината, храна за високите делови од планината, екстра шатор, екстра можеби вреќа за спиење. Ги пренесуваме се тие работи, ги носиме на камп 2, ги оставаме на камп 2, одиме доле во базен камп, се одмараме, правиме следна ротација, стигнуваме до камп 3. Камп 3 се наоѓа веќе на 7100
и тоа е доста висока рамка во која што се наоѓа камп 3. Од 7162 може да достигне до 7300 метри, затоа што нема многу места каде да се постават шатори, бидејќи планината е доста стрмна во тој дел. Значи, ние стигнуваме до 7200 метри и сега си викаш што тука, па чекај малце, сега 2/3 од планинава имам искачено и сега треба пак да се враќам назад на базен камп, нема смисла. Секаш па дали ќе имам јас доволно енергија пак да се качам до тука, па од тука пак до врвот. Едноставно кога си таму сакаш да продолжиш, но тоа не е добра идеја и затоа експедициите во многу од експедиции на многу од овие планинарски патување сум била комплетно сама, но за Монте Еверест имав навистина добар тим. Имав навистина добра екипа и добар лидер кој што не ги укажува тие работи. Значи, аклиматизацијата е многу битна и покрај тоа што си мислиме дека ќе го скратиме патот, ако сега ние тргнеме кон целта, иако не сме подготвени, не е тоа добра одлука и не се покажала како добра одлука. Мораше повторно да се спуштиме назад на камп 2, на Да, нешто е дека до неизиниот интернет е најверојатно. ќе се навратам на ова, многу одморот кој што е многу битен и оттаму ние се упатуваме кон врвот на она што се вика Summit Push или јуриш кон врвот. Тогаш веќе не застануваме, не правиме ротации, едноставно прескокнуваме некои кампови, доста сме побрзи во темпото, затоа што веќе сме аклиматизирани, не одиме со тежок ранец, опремата е веќе распоредена таму кај што треба да биде распоредена, нозете самите ни се навикнати на теренот по кој што одиме и затоа секое наредно качување е побрзо, го скратуваме времето и оттаму имаме Summit Push кој што самиот по себе трае една недела. Значи, од кога ќе стигнеме до базниот камп, речиси скоро 1 месец, идеме кон врвот, од кој само една недела е последниот Summit Push. Сега, како беше Summit Push, јас не знам како да го преведувам јуриш кон врвот. Како беше водачот Тим Мосадела, мислам дека беше? Тим Мосадел, да, Тим Мосадел е британски, англиски водич со кој искачев неколку планини. Меѓу другото, ја искачев и ова, Ама Дабла, која беше една од најтешките која имам искачано, заедно со Илија Ристовски во 2011, на крајот на 2011 година, и ова беше многу добар тренинг за Еверест. Значи, кога збориме за тренингот е специфичен за секој спорт и за секоја активност. Во нашето поле, значи, планината има 3 страни. Едниот е издржливоста, кондиционата издржливост. Значи, мораме секакви спортови, велосипедизам, трчање, планинарење, пливање, значи сите тие спортови ни допренесуваат кон добра кондициона спремност. Висината само по себе е еден од предизвиците и висината може да се тренира само на висина. Сега во модерните земји има и тие баро комори, со под притисок кои можеби помагаат во аклиматизацијата, па луѓето стигнуваат директно на базен камп со хеликоптер. Тука има многу дебати дали тоа се смета за легитимно искачување или се смета за допинг, за неетички пристап кон планината, но третата страна во нашето поле, она што треба да се тренира е студот и екстремните температури. Значи, секој едно си бара посебен вид на тренинг. Сега, ајде за планините, за кондиционата спремност, јас си развив веќе животен стил, скијање, планинарење, велосипедизам, по минимум 12 сати тренинг во неделата, и тоа беше веќе дел од мојот животен стил. Тоа не ми беше толку проблем. Висината, рековме, се тренира само со висина. Затоа беа тие 2 екстра недели кои ги вклучивме за стигнување до базниот камп, за да нели се навикнеме подобро на висината. Сега што правиме со третиот предизвик кој што е студот? Студот има луѓе што сакаат студ. Јас не сакам студ. Значи, не сум, моите ме носеле на шапка кога сум имала 3 години, сум им го распувала викендот, сум плавала. Едноставно, значи, не е дека некој вродено, дека јас вродено се го сакам студот и сакам да спијам на минус 40 степени во шатор секој ден. Но и студот се тренира. Еве, например, во последните години, од кога се преселив во Охрид, живеев на Охридското езеро, влегував да пливам во Охридското езеро зима-лете. И така се спремав за последниот од предизвиците кој беше врвот на Антарктикот.
Значи и студот има начин како да се тренира. Сега за вашите струки, за вашите спортови, сигурно си имате посебен тренинг. Овдека, значи, тие беа главните работи. Са техничкиот предизвик, исто така си е сам по себе за оваа планина. Например, не само што требаше кондиционо, туку имаме и технички предизвик, бидејќи станува збор за доста стрмна планина. И тука качувањето карпи и алпинизам, кој исто така беше дел од мојот живот од некаде од почетокот на 2000-те години, беше навистина многу ми помогна. Прашањето на овој слайд овдека вика колку долго можеме да се задржиме на врвот. Сега поминавме, нели, да видиме во чет дали има нешто. Океј. Рековме 53 дена, 2 месеци за скачување на планината и после што станува? Колку долго ќе се задржиме таму? Многу кратко, наверојатно. Максимум 15 минути. Точно. Имаме исклучоци низ историјата, например нашата легенда Дими Илиевски Мурата, кој помина едно 45 минути на врвот, чекајќи ги своите членови од тимот да стигнат. За жал заврши, нели, трагично. Не се препорачува премногу долго седење на врвот, бидејќи тоа е многу високо. Значи, луѓето таму поминуваат авиони. И навистина мал број на луѓе се качуваат на Еверест без додатен кислород. Јас користев додатен кислород последниот ден. И тој кислород што ние го користиме не прави да се чувствуваме како да сме на морско ниво, тој кислород не прави да се чувствуваме како да сме до последната точка на аклиматизација која сме ја завршила. Во нашиот случај тоа беше кампот 3 на 7200 метри. Значи додатниот кислород што ние го користиме не прави да се чувствуваме како да сме, нели, 1000 метри подоле, но не сосема како да имаме ние полни гради кислород како да сме некаде во град или на морско ниво. Многу кратко ќе се задржиме на врвот. И после што? После што станува? После бегаме назад од зоната на смртта. Нели? Тоа е многу битен момент. И тоа е многу битен момент. Значи, одењето надоле, симнувањето надоле е навистина многу битен момент и затоа јас и во мојата книга кажувам врвот е само половина пат до целта. Зошто? Бидејќи во овој случај целта не е да се искачи врвот. Целта е да се вратиме дома. Целта е да се вратиме дома кај оние кои не сакаат, кои веруваат во нас, кои ни ја дале целата поддршка. Тоа е нашата цел. И врвот е навистина само половина пат. А кога го гледаме врвот како само половина пат, навистина треба да размислиме како ќе економизираме нашата енергија. Значи, ние не може со последни сили да стигнеме на врвот и после тоа да немаме сила да се вратиме назад. Мораме да планираме како да ја распоредиме снагата и умствена и физичка со тоа што, нели, ќе разграничиме дека врвот не е нашата финална дестинација. И ова метафорично пренесете го и во нормалниот живот. Значи, достигнуваме врв во кариерата, не секогаш ние ќе останеме таму. Треба да знаеме да се симнеме од таму достоинствено и безбедно. Најголем број на несреќи во планинарењето, алпинизмот, качувањето карпи знаат да бидат на симнување, не на качување. Запамтете го ова. И да, нормално дека има и предизвици. Има нагорнини и надолнини. Одењето надоле само по себе е, нели, надолнина. Но до кога тоа ќе трае? Сега предизвици имаме секакви и тоа е нормално. Ево оваа слика тука може да видите дека се здобив со смрзнатини. Тоа беше на искачувањето на Денали или Мекинли, највисоката планина на северноамериканскиот континент. Тоа беше единственото од овие 7 врвови која што требаше по втор пат одам да искачам, бидејќи во 2012 година заедно со моите пријатели Надир Мусели и Илија Ристовски не успеавме да се искачаме до врвот. Сепак одевме како независна експедиција без поддршка на водичи. Значи ми требаше 4 години да соберам храброст, па и финансии може да се каже, но
Таа и не е толку скапа од овие планини. Едноставно требаше нели само да се стигне до таму, да се плати еден авионски билет, после тоа не беше толку голем трошок, во споредба со Хималаите зборувам. Но ми требаше 4 години да соберам храброст да се вратам пак на таа планина. И вториот пат бев со мојот пријател од Охрид, Филип Василевски четкар, и го искачивме врвот. Јас успеав и да скијам од врвот. Еве, Вук, да се гордееш со мене. Браво. Но се здобив со смрзнатини на носот, на рацете и на нозата. Сега зборуваме за тие нагорнини и надолнини, можам да ви го кажам ова. Мислам, погледнете го само една ЕКГ слика на срцето и што ќе видите? За мене ова е планински пейсаж, не личи така? Хималаите ги гледам на овој слайд. И вика, if there are no ups and downs in your life, it means you're dead. Ако таа линија е права, да вистина значи дека или одиме натаму, или веќе сме на друго небо. Само да те прашам, Денали спомена дека најпроблематичен бил, зошто? Затоа што претпоставувам, не знам ти ги кажеш, заради ладното или? Да, еден од предизвиците е студот, бидејќи е навистина многу изолирана и многу непредвидлива планина, тешко се предвидува прогнозата. Тешко можеш да добиеш добра прогноза. Јас имав среќа со нашиот метеоролог да соработувам, Бојан Митковски, кој ми даваше редовна прогноза. И тој многу добро го познаваше тој регион, затоа што неговиот брат, односно со Глигор Митковски соработував, а неговиот брат Бојан Митковски е исто така алпинист кој имаше искачувано година предходно на Денали и тој добро го владееше регионот и знаеше да ме снабди со многу добра прогноза цело време. Денали исто така е голем предизвик, бидејќи за разлика од Хималаите или пак Аргентина, Аконкагва, таму немаме портери и шерпаси, некој кој ќе ни помага да ги носиме ранците и целиот багаж, го носиме сами. Значи дел од работите ги носиме на санка, дел од работите ги носиме на ранец и тоа се вкупно 60 килограми. Значи јас во еден период носев 60 килограми на себе, дел на санка која ја влечеме и дел на распореден на ранец. Машала, браво. Колку дена беше Денали? Како цела експедиција? Денали обично се планираат околу 20 на дена, со тоа што првата година ние чекавме многу долго на базниот камп, времето не се оправаше, имавме фиксни билети, при крај бевме со храна, мислам дека 10 на дена чекавме на базниот камп и решивме да се седнеме како што решија и повеќето од луѓето кои беа таму на базниот камп. Вториот пат кога бев таму, со мојот пријател Филип од Охрид, рековме ќе чекаме по секоја цена. Нема одење назад, ќе чекаме по секоја цена. И тоа навистина го менува тој мајндсет. Знаете, ако имате таков став, дека некогаш навистина треба трпение, некогаш треба да си брз, но некогаш треба да си има трпение. Многу е битно да се донесуваат правилни одлуки. А за да се донесуваат правилни одлуки е многу битно да се има добар тим. Значи, ако двајцата во тој момент решивме, ние бевме заглавени во шатор, неколку дена не можевме да излеземе од шатор, од силни олуи и бури. И Филип беше навистина многу добар пријател, многу добар другар. Викам, ние се викавме нагалено Паше, шо правиме? Еве, Паше, замисли си дека сме отишле на одмор. Сега сме одбрале да одиме на одмор во планина. Во планина може да биде и вака времето, сега шо да правиме? Еве, храна имаме, топли вреки имаме, ќе си траеме, ќе помине. Но дојде еден момент кога веќе не можевме ни од шатор да излеземе, толку беше страшно времето. И викам, Паше, шо правиме сега? Вика, па сега, Паше, замисли си дека сме в затвор. Мора да си одлежиме казната, кај да е, ќе помине, нема да седиме овде вечно. И навистина некогаш сериозниот пристап не значи дека мора да бидеме премногу сериозни во однесувањето. Некогаш малку шега, малку ведрина во расположението, навистина може да го подобри духот за да се има она здрава атмосфера во искачувањето, во експедициите. Тоа е многу битно. Морам да додадам, сега ме потсети на Форест Гамп филмот. Со ова последно, кој што за мене е супер како идеја за прифаќање на нештата и за
какви предизвици, што да ставиш пред себе и како да ги поминеш тие работи. Да, буквално е така. И сега уште неколку работи што сакав да ги докажам, нели, кога имаме тие горе доле, кога ги имаме тие нагорнини, надолнини, значи одењето надоле го гледаме како пад. И нормално за човекот да има страв од паѓање. Метафорично тоа може да бидат и падови во кариерата, нели? Не секој ден ни е прекрасен, не секој ден сме постигнале тоа што сме сакале. Си ги гледаме тие, нели, нагорнини, надолнини како успеси и неуспеси. И знаеме да бидеме премногу критични кон себе. И сега, затоа сакав да донесам еден пример од спортското качување во карпи. Например, тука има еден момент, не знам колку мина од вас се запознаени качување на карпи, но кога се искачуваат карпите, нели имаме едни замислени линии и секоја од нив си има своја оценка и тежина. Но во еден момент кога станува многу тешко, значи ние сме цело време на граница на пад. Тој пад не значи дека ние ќе паднеме доле, ние имаме јаже, ќе паднеме на јажето, но тоа е многу некомотна ситуација, бидејќи едноставно немаме контрола врз нашето тело. И сега, мојата порака тука е дека единствениот начин да го победиме стравот од паѓање е да научиме како да паѓаме. Ако ги прашате вие професионалните качувачи, тие немаат проблем со тоа, затоа што тие паѓаат цело време. А ние едноставно се плашиме да го направиме тоа затоа што потребни се неколку работи да се задоволат. Треба да му веруваме на партнерот кој не осигурува, треба да ја веруваме на опремата, треба да му веруваме на тоа јаже, дека тоа јаже ќе не издржи, нема да се скине, и треба да си веруваме на себе си во овој момент. Значи има и еден момент како да се позиционира телото за да при тој пад не се повредиме. Во секој случај, метафорично и во животот е така. Ако тие падови, например, ги сватиме малку, нели, помалку сериозно, дека тие падови можеби, нели, ќе отворат нешто, ќе отворат некое ново поглавје, ќе ни отворат простор за размислување каде сме погрешиле, како може да се подобриме и да пробаме одново, тогаш малце полесно ќе биде да задржиме таа мотивација. Одморот е многу битен. Тука некогаш сме повторно премногу строги кон себе, не си даваме време да се одмориме. И затоа и го искористив овој постер од уметникот на графити Банкси, кој вели if you get tired, learn to rest, not to quit. Ако сакаш да се одмори, ако си уморен, научи се да се одмориш, а не да се откажеш. Бидејќи некогаш навистина кога сме заморени, буквално сакаме да се откажеме од нештото, но ако си дадеме неколку дена или неколку часа или неколку недели некогаш за одмор, едноставно после тоа може од поинаква перспектива да ги гледаме работите. И тоа ја храни нашата мотивација. Тоа знае да ја подхрани нашата мотивација. Нашата мотивација може да ја храниме, онаа внатрешна мотивација може да ја храниме и со поставување на цели. Ако знаеме каде целиме, ако знаеме како ги поставуваме тие цели, тие постојано ќе тлеат во нас и ќе ја подхрануваат таа наша внатрешна мотивација. Дали сме си задале премногу недостижна цел или дали сме си задале премногу лесна цел, се работи кои ги учиме по пат на искуство. Но едноставно, имајќи ги тие цели, не држи возбудени и во таа состојба на флоу, за да ние постојано тренираме и да сме насочени кон освојување на некоја цел. И сега мотивацијата кога ќе ја нема, тогаш настапува дисциплината. Значи, еве, исто да споделам, значи, колку луѓе ми кажале дека сум ги инспирирала со нешто во животот, нешто што сум направила, ги поттикнало и тие да излезат да направат нешто, но кога мене ми треба мотивација, нормално, значи оваа година еве на докторски студии ми беше доста напорно и јас се сретнав со тој пат на мотивација. И во тој пат на мотивација, верувајте, дисциплината е таа која настапува и таа ве враќа во колосек.
Дисциплината и само дисциплината е она што се создава надвор од комфорт зоната. За жал, ништо не расте во комфорт зоната. Треба да излеземе надвор од комфорт зоната и таму се создава дисциплината. Не секогаш, значи, уживаме во тие работи. Некогаш стануваме, еве јас кога тренирав за Монт Еверест, ќе станам некогаш на шапка, без пари бев, значи спиев кај пријатели, секој ден се качував на Церипашина, времето може не чинело, или било тмурно, или јас сум била уморна, немало изговор за јас да не се качам до Церипашина тој дел, да си го убавам мојот дел од тренингот. Така се гради дисциплината, значи нема све да биде под коменец, нема некој да ви постеле црвен тепих и вие да се качите сега на Монт Еверест, тоа нема да се случи. Голем дел потекнува од вашата собствена посветеност и детерминација. Некаде тука пред самиот крај, едно нешто што сакав да го споделам, се вика стратегија за врвот, како на Монт Еверест, така и во животот. Овде на десната слика може да го видите интересниот камп 2 на планината Ама Дабла монастарната, која што видовме претходно. Значи, буквално, за да одите до тоалет, треба да сте врзани на јаже, затоа што на таа мала платформа на врвот на Карпата има место само за 2 шаторчиња и секаде наоколу е провалија. Значи, прво треба да искачеме на таа карпа, таму да поставиме шатор и таму е турканица, затоа што кој прв ќе дојде, тој прв ќе си го фати местото. А сигурно има и повеќе луѓе кои сакале да преспијат, ама ако нема место, мора да се вратиш назад. Нема каде да поставиш шатор. Стратегијата за врвот која сакам да ја споделам се состои од следново. Значи, ви кажав претходно колку за мене, например, верувам и за некој од вас, визуализацијата е значајна во поставување на целите и во достигнување на целите. Ние на Монт Еверест не го гледаме врвот. Значи, ние сме под врвот. Врвот е во облаци, ние одиме постепено во пазувите на планината сме, ние никогаш не го гледаме врвот. Врвот почнуваме да го гледаме веќе кога сме на 8000 метри. На 8000 метри сме навистина уморни, значи скоро 2 месеци, ние полно работно време сме оделе нагоре-надоле. И замислете, тој последен ден ко врвот, тие последни 900 метри кои треба да ги скачиме од Сликава, што е базниот камп, што е висинскиот камп број 4 на 8000 метри, до врвот, има уште само 900 метри. Од скоро 9000 метри, да речеме, значи само уште 900 метри ни остануваат. Верувајте, тоа се 99% од експедицијата. Дали ќе се качаме или нема да се качам? Не може јас ја носам цела нација со мене на грб. Во ранецот со мене ја носам целата моја нација која верувала во себе. Не можам јас да се вратам дома и да кажам па се качев ја до Хилари Степ, не се качев. Значи или ќе се качиш на врвот или нема да се качиш на врвот. 99% од таа експедиција е во последниот ден. И тоа е голем притисок кој самите си го даваме, си го ставаме на себе. Идејата на стратегијата на врвот е да ја расцепкаме целта на помали видливи цели. Значи, овде имавме неколку секции на планината. Едната се викаше, ако ја гледате оваа стрелка тука, тоа е балкони. Тоа се вика балкон на 8400 метри. Си велам, ако стигнам до балконот, ќе стигнам до јужниот врв. Јужниот врв е овде кај што е стрелкава. Ако стигнам до јужниот врв, ќе стигнам на Хилари Степ. Еве ги овде убаво расцепкани сите. Значи, ако стигнам до Хилари Степ, веќе ништо на светот мене не ме двои од врвот. Ако сум во добро време, ако времето е добро, ако добро се чувствувам, мене, освен ако некоја природна катаклизма не се случи, ништо на светот веќе не ме двои од таму до врвот. Расцепкување на целта кон помали цели, замислете си и во метафорички може да биде и во животот. Степ by степ, убаво викаат американци во дека. Чекор по чекор, мали чекори до голема цел. Тоа е мојата порака до вас. И сега за крај, да, тоа беа едни прекрасни 10 години, поминати со овој поглед. Сега денеска го немам веќе тој поглед, затоа што решив да се вратам пак во школа и да учам докторски студии и се ова навистина ми фали. Ама јас се уште качувам планини и покрај тоа што
Не одам често на Хималаите, искачувам планини во Јужна Америка. Оваа планина ја качив минатата година во еден ден. Значи во еден ден, се уште сум јас во добра форма и се уште качувам. Оваа планина се вика Кондорири, а врвот кој го гледаме на сликата кој го искачивме се вика главата на кондорот и таа е на прекрасна планина во Боливија. Но уште поголема радост ми дава тоа што јас не отидов таму само за да качувам планина. Јас отидов таму за да правам истражување, научно истражување, кое ќе ги синтезира сите мои претходни искуства со мојата пасија кон планините и сето тоа ќе даде едно научно значење на работите и проблемите кои сега сакам да ги истражувам. А како што вели една од моите професорки, истражувањето е најдобра форма на активизам. Јас со последните 10 години се занимавав со активизам, зборувајќи често на медиумите за животна средина, како да ја зачуваме животната средина, но исто така за човекови права, за еднаквост помеѓу жените во спортот и најдобрата форма на активизам е всушност сега она што ќе можам да го направам преку академски и научни истражувања. Ви благодарам на вниманието и ако имаме прашања, инаку останете во контакт. Јас сум активна на социјалните медиуми, ова е мојот имејл и мојот Инстаграм и Фејсбук, све е под истото име. Доколку имаме Супер. прашања или пак можеби Вук сакаш нешто да додадеш. Супер. Мене ми измотивирате, морам да признам, затоа што знаеш, ние така читаме, гледаме, слушаме искуства на англиски јазик, тоа е исто многу интересно. Не слушаме на македонски, кој што само малку но пренесени на не знам, на нешто што ни е поблиску, за мене е одличен спој направи и во многу работи се препознав околу моментот на тука сум под врвот, арно ама време во нечини, што правам сега, па дали во шатор ке седам, па ќе споменам Зоки Месторски, 2 метра снег, 1993 година, на Јелак, шаторот, до Јелак, 2 метра снег падна преку ноќ, не можеме да спиеме, не можеме да искочиме, не можеме ништо да направиме. Ама некако природна средина беше и за мене, и се уште е тој момент. Супер го имаш го преточи во животен стил, што особено ова со академски води може да биде одличен мотив. Знам дека има студенти кои што ќе го слушаат ова затоа што ги аплодувам во фолдер, предавањата па се навраќаат на нив. Да од академски води се направат своја мотивација и зацртат цели и секојаш ќе биде повторно и натаму и во обратна насока, и во една и во друга насока, за да, дури дојдат и до активизмот, каде што, или не знае, јас не сум се следев околу Лагадин, особено, тој е дел животна средина, и отвара многу моменти. Јас правам еден рекап, извини, ќе задржам малку, а во меѓувреме ќе ги замотивирам и колегите и колешките, да продискутираме за било кое нешто што ви интересира од овој дел. Но, ние се на предавање многу пати споменато дека ние ги градиме своите искуства на база на многу движења, ама и на многу импресии, многу акции во животот кои што ни се случуваат. И не само што изградени движења ќе ни помогнат да научиме нови движења, но сите импресии изградени, значи тоа може да биде академска импресија, може да биде спорт импресија, екологија и така натаму, отвара нешто кај нас. Не одат луѓето во специализација дека работат само алпинизам, само фудбал или само нешто друго, туку се отворени, open-minded за се она што доаѓа. На кратко, соното детство, морам да се запишам, многу моменти беа споменати. Соното детство, супер, може би треба сите се вратиме да видиме што сме сонувале во детство, па тоа ќе ни помогне во некои моменти да најдеме кај сме, што сме, се прашувам. Ја околу 30 година се прашував кај сум, што сум, што правам овде. Има еден супер филм на координација, го споменавме, What the Bleep Do We Know? Значи, што всушност знаеме за себе, што сакаме да знаеме и така натаму. Сам со себе се надпреварувам
и во групен спорт, и во било кој друг спорт, ние не се надпреваруваме со другиот. Крајниот резултат е тој. Фудбал, Реал Мадрид, Тепал и слично. Ние се надпреваруваме сами со себе. Ако самите со себе успееме да се договориме да даеме максимум или да процениме ситуацијата дека не може да се качиме на врвот, тогаш ние сме достигнале нешто околу себе. Денали ми е многу интересен, една од моите желби покрај базен камп Еверест, баш сега со Виле зборуваме за Тибет, може би не Еверест, затоа што е долг, ама Анапурна или нешто тука базен камп, го контемплираме тој момент. Но неколку пати спомна или за кондиција, аеробни механизми, повторно аеробни, ние ги имаме зборувано овој момент и сакам да кажам дека споменах комфортна зона која што имам одвоено еден слайд комплетен за некои 10 минути, баш околу тоа што значи ние кога сме во комфортна зона и не правиме ништа, што значи кога излегуваме надворина и како го градиме всушност, се градиме самите себе кога излегуваме од таа комфортна зона. Така да благодарам Епте и баш ми е кејф ете што пред одреден период така основавме контакт баш на овој академски начин. Се надевам дека во иднината може и нешто ќе излезе како истражување. Јас сум многу во тој дел и сакам да ги, мислам, не дека сум многу, него сакам да ги мотивирам студентите да размислуваат критички на нештата. Уште еднаш од мене благодарам. Дали може би некој сака нешто да искоментира, да поздрави, да пренесе искуство? Тука имаме, по моја информација, двајца скайранери, можам да ги кажем така. Слободан и Жан. Добра, Жан е, колку што имам информација, е маратонец, повеќе, ама коригирајте ме, ви испровоцирав сега ако сте тука. Професоре, вие ни го земавте редот многу брзо. Јас сакав да поставам неколку прашања, ако може. Накратко. Прво сакам да и се заблагодарам на Илина за можноста вака да збориме со неа, да ја слушаме од личен аспект, да ни пренесе некој искуство, бидејќи еве на пример, јас прв пат зборам, односно слушам човек кој што се има качено на Монт Еверест или воопшто нели седумте нависоки врвови во светот. Имам милион прашања кои што може да се постават, меѓутоа нели тука го имаме интернетот да гугламе, да бараме, да читаме. Мене сега вака од мој аспект, вие спомнавте од трчање. Например, спомнавте тренинзи за издржливост. Да, кои тренинзи за издржливост вие ги користивте за подготовка за качување на врвовите? Спомнавте скијање, велосипедизам, сте качувале полесни врвови. Конкретно ме интересира дали трчавте, колку трчавте, тоа е едно прашање. Дали имавте тренинзи трчање во вашите подготовки? Друго прашање е тренинзи за сила. Дали, например, вежбавте тренинзи за сила, дали користевте воопшто, например, теретана или некои други тренинзи со собствена тежина или нешто слично, бидејќи 60 кг, 50 кг товар да се носи, тоа е доста захтевно во такви услови. Бара и ментална и физичка подготовка. Трето прашање ми е, дали може накратко да ни кажете што јадевте, дур се качувавте нагоре по планината, особено, не знам, над 7000 метри. Која храна ја носевте со вас како најнеопходна? Дали е некоја типична од Непал или не знам, од што се состоеше, како се состоеше, количински колку беше? Еве накратко тие три прашања ако може. Супер, Жан, јас сега пак сакам да ја споделам презентацијата, да дојдам до еден слайд кај што имав нешто ставено од храната таму, ама не го дискутиравме. Значи, за првото прашање рече за издржливоста, нели? Јас затоа кажав, значи, мојот животен стил се состоеше од многу различни спортови, аеробни, анаеробни, и никогаш, например, не направив некоја програма, конкретно тренирање за Монт Еверест. Едноставно, низ годините воспоставив контакт со своето тело, за да знам што точно ми треба и што точно ми фали.
И тренинзи со собствена тежина се секогаш добредојдени и тоа е можеби единственото нешто што сум го правила во сала. Моите тренинзи најчесто се состоеле нели од трчање не толку многу. Јас имам истрчано неколку полумаратони, но никогаш нешто потребно не уживам во трчање. Ама ако трчам, на пример, конкретно за тренинг, ќе правам спринтови. Ќе правам 10 по 200 метри спринтови. Тоа ми дава експлозивност, тоа ми беше единствен тренинг за да одам на полумаратон. Значи никогаш ја не сум трчала долги дистанци. Тоа малце е генетски, за тоа што колената од скијање веќе ми беа доста оштетени и некако го избегнував толку многу трчањето. Сакам да трчам наводно, сакам да трчам понекогаш, ама нема да се впуштам во некои долги тренинзи. Наместо тоа ќе качувам брда. Значи водно мене ми било тренинг. Мене водно ми било најголемиот тренинг. И тоа нели, за да имаме напредок, треба или да ја зголемиме дестинацијата, или да ја задржиме дестинацијата, ама да го скратиме времето до цел. И тоа ми беа двете работи. Значи, или денеска ќе ја зголемам дестинацијата, или пак ќе одам до средноводно, или небитно, ќе си поставам некоја дестинација која често ја одам, ама ќе се потрудам да го скратам времето. И тука си го следиме собствениот напредок. Во однос на сила, секав ова да го видам дали ќе можам да го споделам уште еднашка. Во однос на сила, значи немав многу тренинзи, како што кажав јас, со дигање или тегови, ама јас сум порасната на шипка. Значи разбудиме во 3 саат од сред ног и можам да направам 15 згибови. Морам да тука морам да ние имаме нормално 1 згиб за колешките, кој што е тешко се полага. Колку згибови уште еднаш, извини ли ме? Не, мислам, 10-15 можам во секое време. Сега кафе не пиенам, да се сигнам доле на шипка, правам 10. Па 20 и нешто направив на Денали, имаше надпревар усред базниот камп, имаа надпревар, ископаа дупка во ледот, ископаа дупка, ставија стапчиња за одење, ги ставија неколку на дупло за да не се свиткаат и секој влагаше внатре во дупката и правеше згибови. И ја готвам некој ручек таму спремам за да стигнам до следното прашање на тоа што јадеме. А Пашево до Охрид ми вика, Паше, оди таму покажи им како се прават згибови на 4000 и нешто метри на базниот камп. Отидов вук 25 направив, значи 25 згиба направив. Така да шипка на врата, ништо друго не ми треба. Планкови, склекови, онака стари традиционални вежби. Но морам да ги пофалам дечките од АТГ, да речеме, од кога почнав да имам проблеми со зглобови со колена последниве години, почнав да ги следам и да одам да тренирам со Бојан Диков и АТГ Македонија. Они имаат специфични вежби и за сила, за издржливост, за се што треба. Така да сега последниве години се надградувам, ама претходно мислам и толку сме знаеле и да ви кажам искрено и не беше толку развиено, да речеме, да имаш специализиран тренинг. Јас требаше вук да го барам, да ми даде специфична програма, например, за тоа да тренирам. Немаше како денеска да одиш ти да влезеш во сала и да ви дадат сега специфичен тренинг за сила, за издржливост. Едноставно сами истражувавме и сами гледавме што ни треба. Да стигнем до следното прашање на тоа што се јаде горе, тоа е многу интересно, особено ако ти кажам дека во планина има 3 правила. Првата вели дека водата е побитна од храна, храната е побитна од спиење. И спиењето на крајот е битно, ама и без сон ние не можеме да претпоставиме дека на 7000 метри ќе спиеме кој знае како. Јас зборувам за важноста на одморот, ако го зборувам за важноста на одморот, мислам спиење и сон. Ние сме свесни дека горе на планина нема да спиеме кој знае како со денови, ами после тоа ќе се навратиме, ќе одспиеме. Храната исто така, верувајте, не е толку битна кога сме во планина. Се јадат, се носат висококалориски пакетчиња храна кои се вакуумирани, па на нив се додава вода.
и тие имаат вкус, може да биде ориз со пилешко или не знам некаков си биф или јајца во прав и тоа нема кој знае каков вкус реално. Сега денешно време има и многу модерни и скапи планинарски нели дизајнирани храни кои има прилично оригинален вкус како тоа што го пишува на пакетчето. Во мое време тоа дали што и да отбереш, тие на крај слично има, сличен вкус имаат сите. Битно е да внесеш нешто калории во себе, верувај на таа висина немаме ни толку многу апетит и затоа е битно таа сама дисциплина, кога збориме за сама дисциплина, не само за сама дисциплина во однос на тренинг, но и во однос на тоа колку течности и колку храна внесуваме на планина. Многу луѓе едноставно грешат во однос на тоа. Јас пишувам за тоа во мојата книга. Носат премногу храна, со тоа ранците им се премногу тешки, носат конзерви, нема да изедат пола храна, после тоа треба да ја вратат назад таа храна, затоа што ранецот бил премногу тежок, ги успорил во искачувањето, значи навистина треба да знаеме колку ни е доволно и да не носиме повеќе од тоа. Во секој случај водата е број 1. Водата на таа висина мора да пиеме по 5 литри вода и таа вода еве како што се гледа на оваа слика, тука има една вреќа со снег и имаме плинско и имаме тенџерче и тоа тенџерче секогаш кога сме на базен камп работи и секогаш се топи снег, но е битно одиме у потрага по бел снег, не ќеме жолт снег да пиеме и така нема никаков вкус снегот. Грте реално, значи стално користиме некакви засладувачи, некоја цевитана, цедевита, нешто што ќе му даде вкус на тој снег топен. Мора да го завриеме затоа што там со години значи луѓе одат планинарат, има ѓубре, има измет, има не кеш да знаеш што све има. Многу е битна да се внесуваат тие течности. Не сакаме ние да пиеме толку многу вода, исто како што не сакаме да внесуваме храна, но нема таму кој да ти каже колку испи денеска, дали пресмета, дали испи 3 или 4 литри. Едноставно останува на самите вас да водите сметка да бидете хидрирани, затоа што дехидратацијата ако настане може многу полесно да дојде до висинска болест, а со тоа и целата експедиција нас да ни пропадне. За разлика од тоа без храна можеме и со денови да одиме, а без сон исто така можеме и со денови, без тоа директно да ни наштети во моментот. Океј, фала ти. И слободно мислам дека поставувајте прашања и можете да ми поставувате и прашања и на некаде на социјални медиуми или на имејл, доколку имате и други прашања. Мислам дека Слободан сакаше нешто, да. Да, ви благодарам, професоре. Сакав и јас да ве прашам 3 исто кратки прашања. Прво, дали имате правено некои диагностички тестирања, пример најпознато у денешно време некоја мода е VO2 Max. Дали имате нешто такво тестирано у лабораторија како нели најдобар некој показател на издржливост? Не мора да значи најдобар, ама ајде нели да кажеме често се споменува. Второ, сакам да ве прашам покрај вода дали пиевте електролити или некои други напитоци? Бидејќи ние на факултет учиме и од интернет тоа што знаеме дека нели само вода кај спортисти е лоша, треба сол да се внесува, минерали. И сакав да прашам трето прашање, ако може на кратко некоја интересна случка, ако сте имале, не знам, може некоја лавина, нешто во тој контекст, некоја непријатна да кажеме случка. Супер прашања. Значи, тогаш кога тренирав, имав некои спонзори и меѓу другото ми се чини Систина беше еден, па тие ми направија така целосно тестирање. Исто како се викаше професорот Владо, кој имаше своја машина, Вук, потсети ме, Јогинот, мислам дека професор кај вас на спортска... Ванчо Попетровски. Он имаше биоелектрична импеданса, да. Да, Ванчо Попетровски беше наш пријател и тогаш он почнуваше со тие, се сеќавам дека имаше нова машина и баш пред одењето не на Матерхорн, на Амадаблам, на овој што ви го покажав стрмниот врв, он не направи и
Се сеќавам дека сето тоа беше во ред, не се сеќавам сега нешто посебно колку беа тие вредности, ама знам дека минатата година тука кога дојдов во Америка ми направија нешто слично, бидејќи на одделот на кој што сум на факултет, тука во истото одделение имаме биомеханика, имаме motor behavior и сите тие па ми направија и бев во ептан добра форма. Во однос на електролити, значи, ние тогаш одевме со седевита и целитана. Значи, тоа Gatorade, не знам, тоа сега во последно време се повеќе се форсира и секогаш било значајно, но не сме имале многу додатоци. Сега, тука сакам да ти кажам дека имам направено и страшна грешка. Значи, минатата година или пред 2 години качував во Еквадор, една прилично тешка планина, и за прв пат викам, ајде пробам од овие електролити, прашок беше, па се става во водичка. Толку беше тоа сладко, значи нема простор за грешки. Моментот што сакам да го споделам е дека нема простор за грешки. Кога си во планина пред експедиција, немаш простор да пробуваш нови работи. Тоа за мене беше некој си нов бренд, што го немав пробано. Ставив повеќе, таму пишуваше една кесиче за едно шише и јас толку ставив. Кога го пробав, тоа беше толку сладко, што наместо да мене да ме засети и да се чувствувам хидрирана, мене тоа ми го спречи качувањето. Значи, заради тоа не земав повеќе нормална вода и тоа се ми поремети. Значи, поентата е што и да користите, нека ви биде испробано. Да не тестирате, да не експериментирате, дури ниту нови чорапи не може да ти текне да не ти текне да пробаш пред трка, например, ако ги немаш пробано предходно. Може би едно шафче ќе има. Како и да, значи ништо што е сосема ново, не сакаме да го тестираме точно пред искачување. Третото прашање беше во однос на некоја интересна случка. Има многу. Сега, она што би сакала можеби да ви го кажам е една кратка приказна за време на искачувањето на Елбрус во Русија. 5642 метри. Јас тоа беше во 2014 година. Годината после Еверест, 2 пати бев на Хималаи таа година и сега 2014. Јас, значи, после Еверест почнував од почеток, немав денар, предходно работев нешто друго, се откажав од работата, значи требаше почнував нов бизнис од старт, значи немав пари. И свикам сега со малку пари што можам да соберам, што можам да направам, ајде ќе одам Елбрус да го качувам во Русија, еден авионски билет ќе платам и таму ќе се снаоѓам. И стварно, значи јас отидов, не знаев што пари користат во Русија. Немав никакво истражување, тоа е некогаш дел од мојата авантура, ама отидов тотално во непознато. Стигнав, слетав таму во минерални води, за среќа имав некои пријатели наоколу кои малку ми помогнаа на почетокот и тргнав јас веќе полна со себе. Јас сум го искачала Монт Еверест, сега ќе одам една мала планина да искачувам во Русија. Првата грешка што ја направив, ја потценив планината. Значи ја потценив планината, се реков 5642 метри. Шо е тоа за мене, мачкина кашлица, ќе одам јас сама, значи сама скроз, со скии, тогаш допрва учев телемарк да скијам, сега ќе одам ја телемарк, ќе скијам од врвот на Елбрус, сам. И тоа уште ќе го направам во 3 дена. Епа не е баш така, значи јас тргнав од базниот камп нагоре, осеќам дека сум спора. Значи спора сум, тука имаше други луѓе кои ќе ме поминат. Во еден момент не знам што се случи, значи кај беа другите луѓе, немаше веќе никој на планината, времето не беше добро, не знам дали се спуштија надоле или отидоа. Јас стигнав луѓе до 5600 метри. Значи врвото на 5642 метри. Јас стигнав до 5600 метри, скиите ми беа некаде таму во близина оставени, бидејќи тој последниот дел пред врвот беше стрмен и камењар, беше со камен. И толку бев уплашена што си реков, значи нит ме интересираат 7-те врвови, нит пак сега ме интересира врвот, јас за 40 метри да се замарам да одам нагоре, само да видам некој на планинава да оди нагоре или надоле, јас ќе тргнам со нив, само не сакам веќе да бидам сама тука во планинава. Во тој момент ете една група се спушташе со водич надоле, од врвот се спушташе надоле. Јас викам, ете, тоа е знак, јас ќе одам надоле со нив. Ни планина, ни ништо не ме интересира. Се симнав,
до доле, до планината, не само до планината, туку после тоа жичарница се зема до првото село. Стигнав во селото, се слушнав со моите на телефон или на Вибер, со татко ми се сеќавам, а моите не се нешто многу атлетски спортисти, но се многу отворени и сакаат авантура. И тоа што татко ми го кажа, ја му викам, тато, дај провери ми како да го сменам билетот, да се вратам дома побрзо, пошто не ме интересира ни планинава, ниту 7 врвови. И он се задржа еден момент, значи 10 секунди, и во тоа, во меѓувреме, он проверил тука све и ми вика, ти дали си луда или што? Како прво вика, времето ќе биде подобро, се подобрува, ќе имаш добри денови, ќе имаш убаво време. Второ, веќе го знаеш патот, си била до скоро до врвот. Следниот пат ако одиш ќе бидеш многу побрзо. Трето ми вика, поевтино ти е тамо да останеш уште 3 дена, него да го минуваш билетот да се дојдеш дома побрзо. И луѓе, толку ми требаше, значи јас знаев дека можам да се искачам. Ама некогаш едноставно кога сте сами, ви треба еден глас, ви треба некој малце шамарче да ви даде некој да ве поттурне, да ви даде кураж дека може да одите, затоа што вие не знаете, не сте свесни колку далеко може да стигнете, се додека не слушнете од оние околу вас, особено од оние кои што ви значат околу вас. Затоа секогаш кажувам, убаво е, најдобро е да си има убав тим, убаво е да имаме пријатели, да имаме луѓе кои ни даваат поддршка. Тоа навистина многу значи. Навистина многу значи. Некогаш ете, јас сум можела да одам, сум знаела дека можам и навистина после тоа следниот ден отидов, се истрчав до горе, во убаво време се скијав надоле, се вратив дома со уште еден врв. Одлично. Старица. Да. Јас еве додек не знам Слободан ако сакам уште нешто да додаде околу прашањата и одговорите. Јас ме потсети на Не, тоа е, ви благодарам. Мене ме потсети, ако има уште некој слободно, мислам, ја не сакам да задржувам Елина, знам дека и нези е кејф сигурно, но сепак сега Сашко Кедев ќе го споменам, он пред некој ден го качи Макалу, кој поред пети мислам дека е така над 8.000. Да. Колку што го следам Надир, сите што ги спомена, Надир ни е другарче, Глигор, Бојан, Глигор е падобранец, нели, па од тамо го знам, случајно. Илија го знаеш сигурно исто. Или го знам, нели, од клаймбинг. Да, сега кога кажуваш со летање не можев да врзам од клаймбинг, тука да видиш на скијање, директно отидов. Жан ме потсети кога го прашував Кедев, ни држеше презентација за искачување на Еверест и колку чини експедицијата и како он влегол како доктор тамо, нели, па имал и улога на лекар и слично. И моје прво прашање беше дали провери VO2 Max. Сега Жан што те праша тебе. Кедев малку зачудено. Ми вика, не, јас само една обична спирометрија ме начека другариве, колегиве од работа и ми направи една обична спирометрија. Немаше потреба, вика, добро се чувствувам. Сега, уште една случка ќе кажам и ќе ме сватите во однос на што, во однос на едноставноста на работите, всушност. Не е дека е планината едноставна, овде не е ракометна сала или фудбалско игралиште, многу по-сериозни услови се, но духот внатре најверојатно прави да не да има среќа, туку да посветуваш внимание на баш овие работи што ја кажуваше или на, нели, мотивација, внимателност и така натаму, а на пример не одиме да направиме еден чек, кој што ја го чувствувам дека немам проблем, се качувам на водно на пример 55 минути од оздола до горе и за мене тоа е некоја контрола, дека јас сум во ред. Претходно сум направил едно тестирање и супер, иако постојано мониторирам нешто правам, а тоа е за некоја база за едукација, не е за очигледно за мене. Глигор Делев, ќе го споменам. Глигор Делев правеше исто една презентација во Даре Джамбас и Глигор Делев со Мартин Трајковски, го знае Илина, Мартин Трајковски, клаймер, и го прашуваме колку време тренираше за Еверест. Глигор Делев вика, бев 2 пати по недела дена во Јужна Америка, нешто качувавме повеќе на одмор. Толку. И сега, не е ова подценување. 50 дена во услови на dead zone или зона на смрт, намерно се нарекува така затоа што парцијалниот кислород е парцијалниот притисок на кислород е многу низок и не може да настане тоа баферски на моменти во телово.
е многу поразлично отколку, како што кажав, не знам, возење велосипед на кеј или не знам, дури качување на вода. Но убавината е во едноставните нешта и во едноставниот приод, а секако треба да се има, барем според мене, огромен професионализам во некој друг момент, каде што е, не сум можела да се качам, се спуштам доле, толку. Да не подценувам. Тоа е многу интересно. Со Глигори јас имам правено муабет и едноставно да некогаш кога ќе сметиш перспективата како го гледаш тренингот, делува малку мотивирачки, не одиме на тренинг дека мораме, него одам да се качам на водно, зашто сакам да се качам на водно денеска, затоа што вчера не се качав и денеска сакам да се качам. И едноставно кога ќе развиеме, кога ќе создадеме таков животен стил, како верувам дека и Глигор има веќе, едноставно телото си бара. И тоа е делот секојдневната рутина. И затоа и јас кај мене не го кажав дека тоа беше некој специфичен тренинг, ама јас си ги правев тие работи. Сега интензивно тренирав малку пред да тргнам, но тоа беа тренинзи исто така и под многу стрес. Значи јас допрва требаше да најдам пари за да одам да си скачувам таму, знаете дека тоа е скапо. Треба се најдат, па тоа беше неколку години мене ми требаше за да финансирам, за да соберам спонзори, па продавав уметнички слики, па кола, се што имав тука продадов и на крај очекував, бев разочарана, значи очекував поддршка од државата што тогаш ја немаше толку многу, дури на крајот кога се наближив кон комплетирање на 7 врвови, тек тогаш добив поддршка од државата. Те тестирале. Но на крајот се супер, да, на крајот се супер се заврши. И Супер, да, супер. имам многу приказни, имам уште многу приказни, но се надевам дека ќе имаме и друга прилика. Фала ти, Илина Ептен. Благодарам на учество, не би те задржувале повеќе. Имате контакт од Илина, видео ќе биде аплодувано за некој час, мислам, толку му треба на YouTube да isprocesira. Ќе поставам на Facebook група и ние се надевам ќе се видиме во Скопје и остануваме во контакт. Фала ти, Ептен, ценам за вклученост и за активност. Со успех, ви посакувам многу успех на сите и фала ви на учество, на прашања, се најубаво и Супер, поздрав. супер.